Има позитивен напредок во преговорите, но се уште постојат потешкоти на кои уште треба да се работи и кои треба да бидат надминати. Ова го изјави денеска медијаторот Метио Нимиц после средбата со Коцијас и Димитров во Виена, која траеше скоро 7 часа. Во кратката изјава порача дека има доверба во дипломатската средба и рече дека двајцата министри биле фокусирани на долгорочните односи. Ова е една од серијата средби со цел да го решиме така наречениот спор за името. Имавме средби цел ден и тоа беше еден продуктивен состанок, што ме наведува да бидам оптимист за иднината. Министерот Димитров пак рече како повеќе се приближуваат кон поважните прашања, така се повеќе се доаѓа до поспорните точки. Сепак денешниот ден го карактеризира како ден на условен прогрес и напредок. Можам да кажам дека направивме условен прогрес, условен напредок, бидејќи како одиме напред, така доаѓаме и до тешките прашања. И мислам дека и од нашата страна и од нивната страна имаме доста за размислување и за мерење. Работевме по логиката што е тоа што е најважно за Република Грција, што е тоа што е најважно за Република Македонија и дали можеме во компромисот кој што се движиме да ги покриеме двете работи. Во кратката изјава пред да почне работниот состанок, шефот на грчката дипломатија Коцијас изрази оптимизам и надеж дека средбите ќе донесат појасна насока кон што ќе се движат преговорите. Денешниот ден е подобар од вчерашниот. Никола и јас донесовме убаво време од југот. Домаќин на разговорите на Нимиц со Димитров и Коцијас во Виена е шефицата на австриската дипломатија Карин Кнајсел, која неделава го посети Скопје и беше гостинка на министерот за надворешни работи Никола Димитров. И Димитров и Коцијас по средбата во Виена најавија брифирање на државниот врв и политичките лидери во своите држави. Вчера вечер тие веќе имале и работна вечера која минала во позитивна атмосфера, пишуваат австриските медиуми. Она што засега останува познато е ставот на грчката страна која бара сложено име со географска одредница која ќе го содржи терминот Македонија, но во сврзана верзија и само со македонска транскрипција. Исто така официјална Атина и натаму останува на ставот за промена на уставот. Ова пак категорично веќе го одби како решение министерот Димитров минатата недела на средбата со Коцијас во Скопје.